Så teďka vilket kaos om man dina killar mycket det och cyklera. Där är du keep him on back kana tidiga. Han är det kum där går det glum kommer vi gå bisiga till chicken. Om man sa stå på samurati och vänta till jag och pura hodela. Здраво, јас сум Бакјан. Ова е Европа, а ова е мојата земја Македонија. А кај е Европа, а кај сум Липов Македонија. Здраво, јас сум Аманда. Ова е Европа, ова е мојата земја Македонија. Јас сум Санела Емин, се наоѓаме во главниот град Скопје. Ова е камениот мост кој е изграден 15 век, а ова овде е реката. Така, а сакаме ли да ја запознаеме нашата Македонија? Одиме, ајде. Нашата татковина е Република Македонија. Се наоѓа во југоисточниот дел на Балканскиот полуостров, се простира на површина од 25.715 км квадратни. Број на жители 2.028.000. Република Македонија граничи со Бугарија, Албанија, Србија и Грција. Ова го учиме во училиште на часовите по географија за 5 и 6 одделение, но нас не интересира да видиме што е убаво и интересно во нашата земја. Тргаме на пат за да подобро ја запознаеме Македонија. Прво ќе ги посетиме природните преубави езера Охридското, Преспанското и Доранското. Ќе дознаеме како се произведува храна во Валандово и ќе се запознаеме со некои екзотични места од југот на Македонија. Ќе ги посетиме и местата кои се интересни и кои имаат бурно минато за нашата земја. Ќе ги запознаеме и писателите на македонскиот и ромскиот јазик. Ќе научиме понешто и за културата и традицијата. А на крај ќе пееме со најпознатите пејачи на македонската и ромската музика. Затоа што песната и играта немаат граница. Аманда, каде не донесе Санела? Нели требаше да ги видиме Блаже Конески и Јусуф Шајб? Што и на Санела? Што не ми зборува? Видија што прави будка карта. Бахтјан, како прво, професорот Конески нема да го посетиме, туку неговата куќа, а професорот Шајб, да, но за нив двајца подоцна. Па што е ова, што не обкружува? Дупки, големи карпи, скали. Се има, само не згради и куќи. Ова е споменик на природата, Маркови кули, и е символ на подалечната македонска историја. Маркови кули, сакаш да кажеш дека овде живеел крали Марко? Што се чудиш толку бе, Бахтјан? Чекај, оној Марко големиот што имал и конј и што е опеан во многу песни. Баш тој, Бахтјан. И ова што го гледаш е старо околу 720 години. Крал Марко се родил во 1335 година, како син на Волка син и Елена. Тој е последниот крал што владеел во големиот дел од Македонија, пред повеќе вековната власт на турските султани. Тој едновремено станал турски вазал, но и покрај тоа се издигнал како национален херој и затоа народот се чувствувал заштитен. Неговото кралство било независната територија во однос на турската држава. Починал во 1395 година. Аманда, да те прашам нешто. Навистина ли бил голем човек затоа што се роди во овие големи карпи? И замисли си, Аманда, да требаше да патува со нас. Каде ќе го сместивме? Не, Бахтјан, карпите не раѓаат луѓе, величината на крал Марко се гледала во неговите дела, а бил и најхрабриот човек. Тој станал најпознат јунак на епското творештво, не само за македонците, туку и пошироко. Ај кога е јунак во епското творештво, кажи некоја народна песна за него.
Ги има многу, ама јас ќе ти изрецитирам само еден мал дел, за да ти докажам. Ба се претворив во уво. Вардар тече и Марка го носи. Кошницата покрај брегот плива. Мали Марко во кошница писка. Што го дочу, младото овчарче и се прибра кај брегот да види. Што е толку, што толку ми пишти. Доста, Аманда. На кој јазик збориш? Јас ништо не те разбра. Тоа се дијалекти, Бахтјан, а повеќе за литературата и јазикот. Ќе дознаеш сега, кога ќе одиме во куќата на Конески. Што пишува овде, Аманда? Блаже Конески е роден 1921 и умрел во 1993 година. Значи професор Конески веќе е умрел. Аха, Аманда, затоа ти ми рече дека само куќата ќе ја видим. Сега јасно ли ти е, Бахтјан, ова е куќата на Блаже Конески, творецот на модерниот македонски јазик. Тука во ова село Небрегово бил роден во 1921 година. Тој бил голем автор. Ги напишал за македонскиот литературен јазик, граматика на македонскиот јазик и пишувал и поезија и проза. Еј, кога можел да пишува во ваква куќа? Села од камен и не разбирам што е ова во средината на куќата. Навистина, Аманда, не можам да сватам што го натерало да пишува. Како прво, ова е традиционална селска куќа, која сега е претворена во музеј. Иако е затворена, сепак говори многу за делата на Конески. Како второ ме праша кога ти рецитирав песна за Крали Марко, зашто не ме разбираш? Да, ми рече дека се тоа дијалекти. Токму така, Бахтјан, пред Блаже Конески секој се зборувал како што сакал, но денес со неговите дела имаме македонски литературен јазик. О, тешкото! Зурли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземен екот. Во градиве зошто жалута ми стиска, во очиве зошто навирува река. И зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам лик, да гризам јас усни, стегам срце, клето да не пуштам вик. О, тешкото! Аманда, ти си по книгите. Знаеш ли некоја поезија или проза од Блаже Конески? Најпознатата е тешкото, она што ни ја кажа Санела, а јас сега ќе ти ја кажам Везелка. Везелке кажи како да се роди, проста и строга македонска песна. Од ова срце што со себе води, разговор ноќен во тревога бесна. Два конца парај од срцето драги, едниот црн, а другиот црвен. Едниот буди морничави траги, другиот копнеш и светол и стрвен. Браво, Аманда, навистина сега те разбирам. Што чудо направиле овие писатели за нас. Да, и те молам, земи малку прочитај, не само со тој твој кларинет да свириш. Запамти, Блаже Конески, таткото на модерниот македонски јазик. Знаеш ли што значи тоа? Знам, Аманда, и ние имаме татко на модерниот ромски јазик. Сега ќе те одведам кај него, тој е жив и тој сам ќе може да ни каже се. Парај од срцето драги, едниот црн, а другиот црвен. Едниот буди морничави траги, другиот копнеш и светол и стрвен. Браво, Аманда, навистина сега те разбирам. Што чудо направиле овие писатели за нас. Да, и те молам, земи малку прочитај, не само со тој твој кларинет да свириш. Запамти, Блаже Конески, таткото на модерниот македонски јазик.
Знаеш ли што значи тоа? Знам, Аманда, и ние имаме татко на модерниот ромски јазик. Сега ќе те одведам кај него, тој е жив и тој сам ќе може да ни каже се. Дали знаеш, Бахтјан, дека Блаже Конески се познава со професорот Шајб? Од каде па ти знаеш, па нели е умрен? Леле, Бахтјан, Конески е умрен, ама додека бил жив, се советувал со професорот Шајб. Слушни сега. Блаже Коневски, кога јас требаше да одам кај него, пратив Абер, професоре, дали да дојдем кај вас да ме малце посоветувате во секоја доба кога сакате дојдите. И отидов кај него у канцеларија, седнав и почнавме да се советуваме што да правиме. Ми раскажувал од каде да почнам, што да почнам. И да ви кажам едно. Ве молам, ќе пораснете, памтете во ушите овие нека ви влезе, одека никогаш немојте нешто да пишувате ако не се советувате со некого. Морате да имате советник. Мене прв советник ми беше Блаже Коневски. Он ме советувал. Он ме советувал, аха, ова не, ова да. Ова дека прескочи го ова ќе го избришеш. Ова ти е многу, скрати тука. И така натака. Дали ме разбирате? Плани. Колку години имаш, Бахтјан? 10 години и сите се мои. На твои години професорот Шајб почнал да размислува за читанката и знаеш ли што? Го натерало да пишува зборовите на неговата мајка. Првиот збор рече мајка ми вака. Ако ми останавме слепи, не гледаме, оти, вика вака мајка ми. Јас одека вика гледам шарено, а не знам што пишува. Ако ми останавме, вика, по старите, слепи, гледам, а ништо не гледам. Тогаш ми значи ние слепи. Бар вие и вашите деца да не останат слепи, како ние што останавме слепи. Мене тоа многу ме дизна. Многу ме измачи тоа, како да ви кажам, ме строгна. Ама, како да ви кажам, нема воздух во себе. Што значи тој збор и што значи за нас писмо. И јас од тој момент размислувам што треба граматика, дека треба читанка, дека треба буквар, дека треба книги, дека треба новина ромска, да си има. Све е спомнато и се е направено. Бакро? Гледаш ли што значи писмото за нас? Да слушнеме од професорот Шајб. Од каде вие сте Дравиди? Од самиот јазик. Читам. Кога гледам, таму некои си, вика, Дравидски зборови, во граматички обработени, и читам ромски зборови. Мандо. Ај, ќе ти кажам. Пиндо. Ај. Лондо. Ај. Се читам, од каде бе овие зборови? Мајко му. Нашиот јазик е чисто, како да ви кажам, индиски, ама уште почисто е од индиски.
Ц. Цуруля. Гледаш ли Аманда? Професорът Шаиб направи буква, ромска граматика и много приказни. Боенки. Навистина е татко на ромскиот јазик. И нещо друго ќе ти кажам. Ромскиот јазик спаѓа во групата на индоевропските јазици. Во ромскиот јазик има 8 падежи и нема среден род и има 34 гласови. Во Република Македонија се говорат следниве говори: англискиот, џамбаскиот и ковачкиот. Сега ќе ти прочитам нешто. Е бавлала ветерот. Вокатив бавлалие ветри. Инструментал е бавлалаја со ветарот. Локатив е бавлалате прикај ветерот. Добро. Значи што, овие се пазници. Чирикли. Супер, Вахтјан, ова треба да го правиш секој ден. Чекај малку, Аманда, да слушнам што прашува Санела. Еден писател многу книги треба да чита или не? Нека си седат дома. Смешно ми. Откаде ќе знае он да чита, ако не прочита од некаде. Така. А? Значи Така ли? многу книги треба да се чита, така? Како можеш да знаеш, а да не читаш, а? Чурик? Слушаш, Бахтјан, што треба да се прави? Да се чита. Да, ама треба и да се пее, и да се игра. Слушни како пее професорот Шај. Да, воли. Ивент. Ивент месиум. Икренаври Ивангиум. Татеше ауравен е ивеате келен. Амен. Јануар, февруар, сиемдуи прајла. Парнеше аурава. И марта илија марипен. Сарджија канана джанлен. Амен. Јануар, февруар, март. О ивент ила мародат. Парнеше аурава. Авен е ивеате кела. Довидување во наредната емисија за традицијата како белег на идентитетот. Piravane amalica, suteri kavike chau, zumandena killa amiga dio isiklela. Tarek du kibe mon pekana tidinge, anke di kum tar godi gilum, como vigo bisigato chikum. Ama sar stava ko samurate o ben katila o pure hodeva. Piedad